На училишен час. Во холот на училиштето имаше многу ученици, сите облечени во иста униформа. Момчињата во панталони, кошулки и елеци, а девојчињата во прекрасни здолнички, кошулки и елеци. Сите наликуваа едно на друго, беа весели и раздвижени како мравки. Наставничките стоеа во холот и со дневниците в раце кои очекуваат звончето да го означи почетокот на часот. Кога се огласи училишното звоно, се слушаа и веселите гласови на учениците, но еден миг потоа завладаа целосна тишина. Наставничките со насмевки на лицето се упатуваа секоја кон својата училница, во кој учениците веќе нетрпеливо ги очекуваа. На часот сите љубопитни погледи беа вперени во наставничката. Таа со милозвучен глас раскажуваше за животот на луѓето во минатото. Учениците немале тетрадки и моливи, туку сите пишувале на мали дрвени црни таблички со креда. Продолжуваше да раскажува наставничката. На лицата на малите ученици се забележуваше чудоневиденост. Љубопитно шараа со своите погледи од еден до друг ученик, па до наставничката, едноставно како да не веруваа. Еден по еден ученик почнаа да креваат рака. Повели Марија, што сакаш да прашаш? Рече наставничката. Ве молам да ми објасните, затоа што не можам да разберам. Како учениците ги запомнувале сите нови знаења, кога секој ден ја бришеле табличката? Кај нив постоела голема желба за знаење, затоа многу и помнеле, им одговорила таа. Учениците вртеа со главите и со внимание слушаа, а само Ангела се поместуваше од место лево па десно и наеднаш се слушна трас. Книгите паднаа на подот. Сите погледи се свртеа кон Ангела, а таа исплашено гледаше. Само Андреј брзо се досети, стана и ги собра растурените книги. Повели Ангела, секому може да му се случи. Тивко рече Андреј. Благодарам, бев невнимателна. Полека и срамежливо одговори Ангела. Наставничката за миг го прекина своето раскажување и ја следеше ситуацијата, посебно постапката на Андреј. Браво, Андреј! Така треба да се постапи, да се помогне во вистинскиот миг. Ангела срамежливо крена 2 прста од десната рака и стрпливо чекаше. Повели, каже Ангела, и се обрати наставничката. Си извинувам, дали може да го напуштам часот? Имам голема физиолошка потреба. Во ред, може да го напуштиш часот на неколку минути. Откако Ангел ја напушти училницата, наставничката рече. Секој што има физиолошка потреба, треба слободно да каже. Само не заборавајте, претходно да ја кренете десната рака и учтиво да прашате. Кога заврши часот, сите ученици се најдоа во училишниот двор и ја јадеа својата ужина. Девојчињата јадеа и разговараа, а момчињата со една рака ги држаа кифлите, трчаа и шутираа топка. Не губеа ни еден миг од својата омилена игра. Колку го сакам училиштето, секој ден ни нуди нови знаења, секој ден не воведува во светот на најновите достигнувања, додаде Марија. И јас многу го сакам училиштето, но многу ја сакам и нашата наставничка, зашто таа навистина умее да го избере најдобриот метод за нам да ни објасни и да ни пренесе нови знаења, додаде Ана. Во тој миг задзвони училишното звонче. Тоа ги повикуваше учениците на следниот училишен час.